повторно ќе го искористам како реплика, на кратко само. Може би заменик министрот со неговото искажано мислење сега по однос на амандманот одговори на прашањето што го постави некоја минута претходно. Зошто сите институции да имаат мислење, а само се бара согласност од локалната самоуправа? Токму ради вакви ситуации. Бидејќи оние што се представници на граѓаните, најдобро запознаени со условите во нивната непосредна околина кај што живеат, творат, работат и така натаму, се најдобро запознаени и најдобро ги знаат сите можни ризици што може да постапат. Иначе нас тоа не е работа. Нас не е работа овдека да дадеме што е можно поквалитетно и подобро решение. Точно е, нема идеални закони, нема идеални институции, нема идеални состојби, но наша интенција е да се стремиме да регулираме материјата. И што е можно повеќе да ги ограничиме можностите за злоупотреби. Така да мене не ми пречи да донесеме уште 100 амандмани, доколку заштитиме едно животно подрашје, доколку спречиме од катастрофа или злоупотреба, експлоатација нелегална на една локација. Токму заради тоа ќе повторам уште еднашка. Тоа е можеби клучната разлика, самиот заменик министер ја кажа што е и зошто е потребно токму советите да бидат вклучени со нивната согласност, со дискусии и јавните расправи кои што треба да преходат на самата одлука. Имено, уште една само работа, една реченица само ќе кажам, можеби подоцна ќе се навратиме повторно. Како што знаете, меѓу 20 комисии и 10 седници пленарни што се закажани овие неколку дена истовремено, е една и за извештајот за Европската комисија. Ако треба и ќе го доставиме, каде што стриктно се укажува како препорака, како недоследност дека треба да имаме системска продлабочување на системската соработка со единиците на локалната самоуправа, меѓу централната, извршната и локалната власт. Дали имаме потреба да ни укажуваат од Европската унија за нешто што имаме капацитет да го тврдиме уште на расправата на комисијата? Имало консензус за јавна расправа во претходниот период, а сега доаѓаме до тоа да читаме препораки од Европската унија. Нема потреба да самите си се омаловажуваме. Ве молам, размислете уште еднашка и да ги прифатиме амандманите. Благодарам.